Топ тема, добро вечер. Секоја зима кошмар за десеттина градови во Македонија. Граѓаните се трујат од загадениот воздух, а конкретни мерки од властите нема. Останува ли граѓанскиот сектор единствената совест и зошто никој не ги слуша нивните препораки? За овие прашања и се што е поврзано со загадувањето на воздухот, вечерва во топ тема дебатираме со Татјана Чакулев од ВА иницијатива. Добро вечер. Добро вечер. Дојдовте. Маријан Калевски, Зелен Хуман град и советник во град Скопје од Зелен Хуман град. Добро вечер и за вас. И онлайн од Струмица го имаме Ѓорги Танушев од Здрава Котлина. Ѓорги, добре дојде во топ тема и за вас. Дами Димитровски, председавач на Советот на град Скопје, доколку упатив единствена покана од советничките групи, поради фактот што имаат мнозинство и одби поканата поради други планирани обврски, советување дека ќе гостува во друга прилика. Од Министерството за животна средина воопшто не одговорија на поканата. И првото прашање е, ако се обидам сега да го свртам тефтерчето од било која емисија, од било која претходна година, ќе биде тоа од мене дрско, безобразно или сосема реално? Сосема реално. Зошто? Па немаме, сите изминати години немаме со што да се пофалиме, дека нешто се случило во оваа година, на оваа тема, ова се поместило, следната година толку се намалиле ПМ частичките и секоја година така до сега, значи да кажеме процентуално колку се намалиле, што се направиле, немаме таква историја. И ние сме познати по тоа како земја, не само за загадување, за се. Несистематски пристап, без значи, следење конкретно кој што задолжен, кога, колку чини, како чини, кога почнуваш, кога завршуваш, кој контролира. Значи тоа го немаме. И еве сега што сме оставени, значи оваа власт година и пола е на... И 7 месеци. Да, година и 7 месеци. И кога дојда, рекоа, еве, ние не ветуваме, ништо не може преку ноќ, значи, тоа сме го слушале, не знам, наназад, години, ништо не може преку ноќ, потребно е време, потребни се години, и тие години поминуваат, тие 10 години што ги спомнуваат како долго време поминати со одамна, и се пак почнуваме од нула, и секој почнуваме од нула, што е ненормално. Значи, или држава има стратегија кај оди и шо оди, а не можеш ти постојано да почнуваш од нула. Овој оди, другиот доаѓа, ај пак од нула. И сега имаме, значи, после година и 7 месеци рекоа, еве, ние ќе градиме когенеративни централи, когенеративни гасни централи и на тој начин ќе го решиме загадувањето со домакинствата во не знам кои градови, пошто Скопје се спомна, нешто Битола се спомна, Тетово се спомна, значи каде што имаше исто изјава дека ќе почне тоа 2025 година и за 3 години ќе биде готово. Еве сме ние се 2026, ништо нема. На страна, значи целиот тој проект, што од една страна, значи гасот се смета исто за фосилно гориво, нели климатските промени. Ма дури и за гасот, ние дури ако некој се обидува сериозно, а го зборуваат како концепт сите влади, не само ова, не сме видели ништо во поглед на изградбата на секундарната мрежа. Не, значи да ги наредам, значи колку фактори се, значи тоа е еден фактор, вториот фактор е цената варира и ќе варира и не знаеш кога ќе го има, кога ќе нема, војни, невојни, што ќе се случува, од кај ќе го набавуваш, значи тоа е второто, непостојано. И доаѓаме онда до практичниот дел, колку време тоа ќе земе, до кај ќе ја шира таа мрежа, ќе ги опфата лиците, помеѓу 40 до 55.000 домакинства што се во Скопје, што се греат, значи, на дрва. Ова е според пописот од 2021, пошто не се знае точно, има многу непознато, категорија непознато, затоа што не ги попишале. Го имаме, значи, тој момент, не знаеме колкава ќе е таа мрежа, колку тоа точно ќе чини, бидејќи јас не сум видела анализа. Не знам вие дали сте барале анализа за овој проект,
да се види што, каде е планирано, колку чини. Ајде и тоа да се заврши, за колку време ќе се заврши, тоа години ќе земат. На крај доаѓаме до моментот каде што секое домакинство ќе треба да се приклучи на таа мрежа, што значи тој што се грее на дрва сега, ќе треба да ископа дома целата куќа, да воведе цевки, да стави радиатори у секоја соба. Тоа чини. Тоа се големи пари. А ние зборуваме за сиромашна популација, кој ќе ги плати? Државата ќе ги плати, еве нека кажат, ние се ќе платиме од почеток до крај. И ќе завршиме за колку? За 3, за 5, за 10, за 15 години? Добро, го имаме Танушев подоцна малку со примерите околу како тоа беше во Струмица, но претходно Калевски, најавено е дека новиот совет на градско општество, односно новото мнозинство, сега ќе прави некаков нов сеопфатен план, на што вие реагиравте така и малку бурно, повеќе би рекол малку нервозно, повеќе сатирично. Зошто го доживеавте оваа најава како обид за маргинализирање, да не речем омаловажување на граѓанскиот сектор, екоактивистите и невладините организации кои што се бават со екоактивисти? Па има повеќе причини за тоа, затоа што цело време ние сме во изработка на некаков план. Ние разбираме дека тоа законска обврска, дека треба да се има план за мерки за загадувањето, како документ што би го имал град Скопје, но многу такви документи што ги изработува градот се препишувани едни од други, секоја година со застарени информации, значи нема никаква тежина на тоа што го пише во тој документ. Значи, тоа е едната работа, а другата работа е што сите тие документи само стојат во фиока и никој ништо не презема во врска со тоа, ниту работи по насоките на тие планови. Тоа е едната работа. А другата работа е што ние со години поднесуваме во градот мерки за против загадувањето на воздухот, кои што дури некои мерки беа и усвоени во претходниот совет од мнозинството на седницата, но ништо од тие мерки не се спроведе. Така што многу големи пари исто така се трошат за изработка на тие планови. Например, овој план што сега сакаат да го прават, тек допрва чини 75.000 евра. Замислите еден документ што од 100 страници ќе добро, чини... тука може да има два пристапа. Првиот дека е расфрлање пари, вториот дека тоа ќе биде квалитетен и студиозен документ, базиран на анализи, ангажман на Да, затоа и јас на седницата на советот кажав дека нема потреба да даваат толку пари, века нека ги земат нашите мерки што им ги даваме секоја година и нека го направат тоа без пари. Не мора ни платат нас 75.000 евра, нека ги земат мерките и нека ги спроведат. Значи ова се мерки што ние сме ги работеле со години, сме истражувале на терен, а не со некои бирократски процедури од канцеларија што си прават мерки од типот миле ми текна. Така што ние овие 30 мерки ги испративме повторно до Советот на почетокот на месецов и до ден денес немаме никаков одговор. Ке се поставам подоцна малку во хипотетичка улога на градоначалник кој ве викнал на состанок, па да се обидеме барем вечерва по кој знае кој пат да скицираме нешто што би влегло во категориите на краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки, но претходно да го вклучиме и Танушев. Танушев се спомна тука како една од мерките, еве, ја има и во така наречената, не така наречена, туку во планската програма за почист воздух на владата 2024-2021 когенеративни гасни централи, но еве, и во Струмица не можете да се договорите кој загадува и зошто. Кога велам не може да се договорите, не може да се договорите вие, екодвижењата и локалната власт, иако Струмица по бројки се уште ја има титулата
лидер по гасификација, па дури и некакви почетни чекори има зад себе околу инсталацијата на тие мали мерни станици. Зошто се уште сте во Кавга, бевте во Кавга, еве и на последната седница на локалниот совет? Да, локалниот совет за превенција зборувавме. Во Струмица има секундарна гасоводна мрежа и тоа не е од сега. Проблемот е што на таа капитална инвестиција за жал останува неискористена, едно поради високите сметки кои сега со војната во Украина покажаа дека ова не е секогаш исплатливо, но второ што оно што го спомна пред малку Татјана, дека луѓето треба да инвестираат за да стигне до момент каде што ќе може да користат таа секундарна мрежа во своите домови. Значи треба да се инвестира во радијатори, во парна, во цела инфраструктура и за жал таа бариера многу семејства не се спремни да ја поминат. Тука дефинитивно треба помош од државата преку некакви ефтини кредити, бидејќи јас не гледам друг начин како ова да биде надминато, да се искористи таа можност, барем во Струмица, освен преку интервенција од централен буџет и од веројатно некаква програма која што ќе се занимава со бенефит на граѓаните за некакви ефтини кредити специфично за таа намена. И всушност тоа е рецептата по која што би требало во секој град да биде така, бидејќи праксата во Струмица покажува емпириски дека ако нема таков момент од странска интервенција, зборувам од банки, луѓето не се спремни да инвестираат бидејќи едноставно нема пари. Во иста смисла, еве Струмица има секундарна гасоводна мрежа од 45 км. Во однос на ова прашање, дали еве лично или преку своји пријатели или како и активен советник порано сте правеле пресметки колку чини еден приклучок? Бидејќи има некои тези дека дури и да ја донесе државата до врата, односно во индивидуални објекти, тоа би било можеби и полесно отколку веќе во стамбени објекти веќе изградени, каде што се потребни многу поголеми инвестиции, но дури и некој да ја донесе до врата, велат дека, некои пресметки велат дека се потребни околу 3 до 5.000 евра во просек, зависност од барањата и само за замена на домашните апарати. Па тука е негде таа пресметка, 3 до 5.000 е навистина тука. И морам да кажем дека таа би се исплаќала долгорочно, бидејќи ова не е нешто што веднаш ќе ги врати парите, но дефинитивно ќе се исплати. Сега, имаме и субвенции на гасот, имавме низ годините, и тука веќе има некое дополнително олеснување на граѓаните, но сепак тоа не е доволно. Бариерата за инвестиција останува. И можем да кажем дека за индустријата, што е многу интересно, локалната индустрија што е лесна, гасот е навистина олеснувачка околност, бидејќи им заштедува трошоци. Освен на навистина некоја индустрија која што еве гори петрол кокс, па на нив нема како поевтино да им биде од петрол коксот кој што е најефтино гориво, но останатите ви имат бенефит. И можем да кажем дека ако за индустријата се исплаќа, би требало да се исплаќа и за граѓаните, бидејќи на тој начин и цената на гасот што ќе се носи ќе биде поевтина, ако го користат повеќе корисници. Но што е поентата? Ако нема интервенција, нема користење за жал. Еве Струмица сега пробува новата власт што дојде, гледам дека распиша конкурси за енергетски ефикасни системи, имплементација, но тоа се со лимитирани буџети. Значи може да се менуваат на топлотни пумпи, евентуално клими и така натаму, но тоа е со лимитиран опсек. И на крај на ден, еве, имаме и друг сет на мерки кои што загревањето на дрва, Струмица, например, 40% од домакинствата се загреваат со струја,
60% се на дрва и на горење. Имаме гасифицирани локални институции, како што нема ни еден друг град во државата. Ајде сега автобуси имаме електрични, ама нели да не излезе дека нема. Но Струмица е врв. Зошто е врв? Затоа што некој реши да троши најефтино гориво, петролкокс. Некој реши да прави бизнис од кабли горење. Еве, секоја пофалба за струмичката полиција и за инспекторите фатија луѓе кои што има по 2 милиона евра на сметките физички лица од горени кабли. Значи, се додека имаме такви појави во општеството, ние целосно да сме гасифицирани, нема да има ефект. Во Струмица, например, според информација од Царина, се гори 1800 тони петролкокс во инсталација која што според достапната дозова онлайн не гледаме дека има филтри. И за тоа никој не одговара. Таква дозова е дадена, инспекторите ако ви дојдат, вас ќе ја гледаат по дозволата што ви е дадена и ќе кажат тоа е по дозволата. Танушев и за вас прашањето и за другите споменавте и вие. Се уште е присутен впечатокот. Колку што се невладините и граѓанскиот сектор помобилизирани и погласни, се чини дека толку е голем јазот со надлежните, дури околу основните податоци. Кои се акутните извори, кој е тоа зонирање, прва, втора, трета линија или како и да се одвиваат сите тие степенувања. Зошто после толку време, а многу време поминало, и поминува, се уште има јас и околу овие прашања и разлики околу вас. Кога велам меѓу вас, мислам на екологистите од една страна и институциите од друга страна. При тоа ги земам институциите како во целина, не централна и локална власт, бидејќи така ако почнеме па сосема ќе се разводни целата тема. Јас мислам дека се работи за корупција, за еден вид политика која што пробува да знае дека не може да го реши, бидејќи за ова се потребни пари. Значи, ако не се инвестира во ова, нема да има резултати, особено не на долг рок. Без инвестиција нема ништо. И практично останува на тоа купи ден помини или многу лимитирани средства. Но оно што е поразително, оно што ајде, ако пари нема, можеби нема да се снајдеме и така натаму. Но оно што може да го направиме, не го правиме. Контроли, инспекции, тие работи, значи, тоа што може не го правиме, бидејќи ќе се замериме со некој тајкун или со некој финансиер на политичка партија. Од друга страна имаме да бидеме политички коректни спрема одредени категории на граѓани кои што се гласачи, значи и тоа стои. И на крај најлесно се каже домакинствата загадуваат, сообраќајот загадува. Како Струмица, например, со толку многу коли има ли Струмица повеќе коли од Скопје? Нема. Има ли Струмица повеќе жители од Скопје? Нема. Има ли Струмица тешка индустрија во однос на Скопје? Нема. Имаме сите бенефити. И на крај, Струмица е најзагаден град. Не знам, ако одиме до Кочани 100% се грее на дрва, ајде нека 90%, нема такви резултати. Добро. Тука да продолжиме со Чакулев и со Калевски. Зошто се уште ово јас? Видлив. Добро. Ретко кога на вистина на овие дебати имаме представник на власта, но сме имали една таква дебата со поранешната министерка Шукова, која пак затоа и реков помина во она надлежности локална централна власт, но еве разлика има. Многумина од вас не се согласуваат, еве напишане и во програмата на градоначалникот, тој се повикува на студијата на преку финансирана од Шведската агенција за меѓународна соработка и еве
Трнушев веќе не се согласува кога е тоа во прашање Струмица, но и за Скопје. Главен загадувач со горување на дрва и јагле, како најголем извор на ПМ честички и други извори, мазут, нафта, минерална прашина, ресуспензија од улици, палење отпад, градежништво преку рушење, ископи, тешки возила без контрола, превоз, сообраќај и така натаму. Така, неколку работи. Мислам, едно што е потребно и еве ова е критика и кон Даме, што не е тука вечерва, бидејќи како советник на премиерот за животна средина требаше да биде тука, бидејќи тој ги крои политиките на тоа поле. Сега е председател на Совет на град Скопје, он има мнозинство и навистина требаше да биде тука, за да ги каже аргументите од нивна страна, да може да дебатираме вистински, а не сами да се избориме тука со себе. Конкретно, значи, за ова зошто? Работата е што повторно ќе кажам, ние прво кај нас има голема недоверба во све што доаѓа од институција, све што доаѓа како резултат. Има голем криминал во сите области, знаеме дека има корупција насекаде и затоа не се верува на податоци и кога ќе излезат. Прво, податоците не се како што треба, ние немаме анализи постојани, континуирани и да тоа биде, значи, се опфатено за да може сепак да држа тие анализи. Ќе направиме анализа еднашка и после ќе рече тоа фали, тоа не фали, кузне колку е тоа вистина, платени, неплатени. До сега имаме, еве, ние баш напишавме Climate Trace, пошто сега имаше податоци за Усија од Climate Trace. Тамо, кога ги извадивме податоците за Скопје, според нив некаде од 65, зависи како ќе се зема, значи, уделот на Скопје, од 65 до 70 се домакинствата. Потоа некаде 16 до 18% се тие нерезиденцијални објекти, како јавни институции, фирми, болници, градинки, училишта. Тоа е огромен, значи, процент. И потоа од индустријата беше буквално Усија, бидејќи во Скопје реално како голем загадувач во смисла, значи, на количина на прашина кој испушта е Усија. Без разлика што има филтери, он пак се испушта и плюс има и фугативни емисии, значи она од страна кога ќе ги видиме тие облаци, плюс каменоломот, значи тамо што се копа. Сакам да кажам дека, значи, таа според нивните анализи е така, ама таму па сообраќајот беше 1,6 само, значи за Скопје, што за мене исто не е реално. Ја имаме анализата во 21 од Амбикон, значи цела година анализирано. Според мене таа е најверодостојната горе-доле, тука се движиме. И тамо домакинствата се до кај 60 одат, значи има распон, зависи од месецот, зависи каде кога, ама од 40 до 60 во зимските месеци се домакинствата. Тоа не може да се негира. Например, еве, јас бев минатиот викенд во Охрид. Значи, влеговме некаде во Охрид, пристигнавме, после зајди сонце, веќе беше стемнето. Значи, најнаш во колава смрди. Значи, тоа беше, излеговме од колата, корне. Значи, ние збориме за Скопје, ама го влеговме во Охрид, тоа беше страшно. Нема индустрија тамо, не е индустрија. Пази, јас зборам за центар на Охрид. Значи, навечер е страшно како е тамо. Тоа е од грејење. Значи, во Охрид нити индустрија, нити ништо друго е. Од грејење. Сега, овие, пак ќе кажам, прво е недовербата, потоа е затоа што знаете, кога вие не санкционирате индустрија, кога имате вака како што кажува Ѓорги, некој употребува петрол кокс, дозволено му е, чури, нема филтри, затоа што согласно законот само тие што имаат таа интегрирана дозвола мора да постават така наречени филтри. Другите не се. Другите имаат само колку треба емисија и нема обврска, значи, за филтер. Поради тие работи ти ќе речат, ама што ти види ова, имаме нелегално отпад, се гори вамо тамо, и они ќе речат, и што сега, до мене ли дојде да ме кјаса или што се греам на дрвја. А у суштина сите загадуваат, меѓутоа процентите се отприлike овие. Да, домакинствата имаат голем удел и тоа никој не може да го негира.
Меѓутоа, вие мора да ги решавате сите подеднакво, не може да земете ние само ова ќе го решаваме или само Добро, уште сме на општи прашања, тестот со решенијата за малку подоцна. Калевски, зошто токму ги вознемиривте малку духовите со предлогот дислокација на УСИ? Па нормално. Зошто не верувате во тоа што УСИ го мери? Па јас не сум религиозен па да верувам. Така што Не зборуваме за религија, зборуваме за податоци врз основа на мерни станици, инструменти. Па не е за така, религија. тие мерни станици податоци од мерни станици се со дупки. Значи, според правилникот на животна средина за мерење на гасовите што ги испуштаат индустриите, тие имаат право 2/3 од времето да поднесуваат податоците. Значи, 1/3 од времето индустријата може да прави што сака. Тоа може да значи дека 2/3 од времето тие едноставно не си користат филтри. Индустријата има начин да си го направи тоа, иако не признаваат дека е тоа така, значи они ако сакаат филтрите ќе ги исклучат, затоа што тие филтри за да ги користат чинат многу пари. Така што ние со години баравме, например од цементарница УСИ, активисти на Зелен хуман град беа во преговори, ако толку сакаат да се покажат дека се одговорна компанија, да поставиме мерни станици околу цементарница УСИ, што ќе има 24 часа мониторинг на воздухот, па да видиме дали е вистина тоа што они си праќаат извештаи до Министерството од станица што сами си ја контролираат. Па да видиме тогаш дали ќе биде така како што они кажуваат. Да бидеме реални, се извинувам. Добро. Барањето за дислокација во македонски услови со вакви процедури, со вакви начини на контрола звучи речиси утопистички. Што е она што сметате дека реално може да се подобри и реално да не донесе до податоци во кои ќе верува, кои што нема да бидат религија, па кој сака да верува, кој не сака да не верува, тука едноставно ќе бидат факти засновани врз научно докажана, верификувана методологија за мерење, потврда и така. Па точно така. Ние, например, до градот бараме цело време, секоја година бараме да постават мерни станици кои ќе бидат според лиценца од каде што ќе може податоците да се земаат како веродостојни. Градот, ниту Министерството за животна средина тоа не го направило. Затоа ние презедовме чекор самите да поставиме мерни станици кои што иако не се точни според регулативите во однос на точноста на мерењето на податоците, сепак даваат слика дека има големо загадување во извесен период. И доколку тие податоци се земат предвид, едноставно инспекторите можат да излезат на терен и да видат дали стварно има или нема загадување. Директорот тогашен на цементарница УСИ се согласи да поставиме ние мерни станици, но на крај, од кога дојде моментот да бидат тие поставени, немаше повеќе одговор, не се јавува на телефон. Така што законот како што е сега, индустријата е целосно дерегулирана од многу аспекти. Ние сме подписнички на Архуска конвенција, а индустријата има право да мери само 2/3 од времето на гасовите што се испуштаат, а како капак на се, Министерството за животна средина, односно централната власт, собранието, го усвои новиот закон за контрола на индустријските емисии, каде што загадувањето сега ќе може да биде деловна тајна. Значи, ако до сега загадувањето од индустријата беше нелегално, сега ќе биде легално. Така што не знам за што збориме тука. Едноставно ние секоја година имаме се поголем број на смртни случаи од директна последица од загаден воздух. И собранието одеднаш ни носи закон каде што индустријата може да си прави што сака, малтене.
Тука одиме со првата пауза за реклами, а потоа заедно и со Танушев од Струмица и со вас двајцата ќе се обидеме да вие да скицирате сет на краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки, а пред тоа да во кратки црти да оцените што чини или не чини од оние 20 точки од проектната програма на владата. Се враќаме за кратко. Би сакал сега да продолжиме конкретно со конкретни ваши предлози за да не биде и уште една таква само дискусија заради дискусија, а предлозите можеби некој ќе ги слушне, па ајде. Ако констатиравме, односно барем малку се согласивме или вие потенциравте дека би требало да се прифати дека домаќинствата се еден од главните фактори, еве со оглед и на струмичкото искуство со започната гасификација, еве Танушев, кој би бил лекот или рецептот за домаќинства? Има многу предлози од тоа, промена на горивото, тука читаме во владината програма, квалитетно огревно дрво, високо ефикасни котли, топлиски пумпи грејење без емисија, стоп за палење ниви стрни ништа и така натаму. Ова 40 милионски садници не го споменувам. Но еве, кој е вашиот предлог за решение со оглед на сите истражувања кои што ги имате работа? Бидејќи нели од некогаш од нешто мора да се почне. Без оглед дали ќе бидат само субвенции, дали тоа ќе биде она поскапа, но според некои поефикасна мерка за филтри на сите оџаци, што е чарето според вас? Значи имав прилика да разгледам студија за праведна транзиција помеѓу она што треба да се прави во Рек Битола и целиот југозападен регион. И можам да кажам дека за домаќинствата, ако не се воспостави некаков фонд од централно ниво, ништо нема да направиме. Значи, мораме да имаме државна помош. Транзиција кон други видови енергија, не загадувачки или? Да. Бидејќи само да ве потсетам дека има многу предупредувања дека ниту субвенциите за инвертер клими не се вистинско решение, бидејќи кога станува збор за паниката во Скопје, дали ќе има зголемување на цената на парното или не, бројките се апсурдни. Парно во Скопје користат само 67.000 домаќинства. Меѓутоа, одговорот е, битно е овој дел да е стабилен, бидејќи ако сите се префрлат на струја, тогаш никој ќе нема струја. Така е. Значи, за тоа сакав да кажем дека иднината би требало да биде во дистрибуирани системи на затоплување, налик на оно што веќе го има во западниве земји. Не е нешто ново ова постои. Само што кај нас треба да се инвестира. Сега, Скопје има такво парно дистрибуиран систем за грејење, Битола веќе имаше и сега го прошируваат колку што знам, но другите градови немаат. Затоплувањето, ако сите се префрлиме на струја, пак ќе биде и скапо и проблематично, бидејќи нашите системи ќе бидат преоптоварени и една хаварија може да предизвика каскадни реакции и сите да немаат на крај. И еве, чаре за струмичките домаќинства, па Скопје малку по-специфично згради, куќи и различна урбанистичка приказна, кое би било еве чарето за Струмица, кое што може да се преслика и на другите градови? Струмица веќе има воспоставена секундарна гасоводна мрежа. Ние тоа мора да го искористиме. Инаку тоа би било фрлен капитал без везе. Тоа не смее да се случи. Значи субвенции во тој поглед. Добро, благодарам. Значи, дефинитивно мора да поставиме искористеност и да, можеби гасот е преодна форма, но на нас во Струмица може да ни заврши работа. Значи, засега кај нас така стојат работи. Ако се воспостави фонд да им се овозможи на граѓаните да ги заменуваат грејните тела во домаќинствата и да се приклучуваат на гасовод, кој што во меѓувреме би бил значајно поевтинат со тоа што би се дозволила имплементација на гасоводна цевка од интерконекторот од Грција од Бугарија,
бидејќи ние сме тука близко од двете страни, не мора да врти тоа низ не знам каде, него еве го, преку до Петриче, до нас е. Многу брзо може да се видат решени проблемите во Струмица за таа работа. И не само на домакинствата, туку и на индустријата. Добро, благодарам за сега. Еве, Чакулев, ако се согласиме дека проблем е и во Скопје, бројките наведуваат на тоа, еве, што краткорочно, среднорочно и долгорочно би требало да се направи во Скопје? Вака, со оглед Ајде нека биде прво домакинства, сообраќај и индустрија. Мораме некако да почнеме да предлагаме. Само сакам да спомнам дека ова делови од програмата само што прочитавте, таа програма ја презентира есента. Значи, зборуваме за минатата есен, 2024 година. Добро, еве да спомнам. Когенеративни гасни централи 8 години рок. Квалитетно огревно гориво рок 3 години. Грејење со топлински пумпи од идната година, висококвалитетни котли идната година и натаму да не читам. Зборот ми е, јас не сум слушнала, не сум прочитала, дали вие сте прашале, сами не кажале до кај со вие работи, шо направиле од оваа цела програма, ништо, никаде. Тоа ми е зборот само за во врска со таа програма. Значи, изгубена е буквално година и пол со ништо не праење. Ние сме долги години, значи, во оваа област и сметаме дека деценијски изложено население на толку високо аерозагадување заслужува подитно решавање на проблемот колку што може подитно. Значи, нашите и краткорочни и среднорочни се ставете филтри, а после тоа земајте 10, 20, 50 години правите што те правите. Филтри на што? Значи, нас не интересира. Филтри каде? Мислите филтри на домакинства? За домакинствата филтри. Има различни типови и нека направи. Зашто не направија? Добро. Значи, пилот тест на тие филтри да видат. Не знаеле, вака, така, никој не направил, па направи ти пилот тест, па види, па истестирај ги, и тој ќе ти покаже, измери, види како ќе се покажат и ако се покажат, примени ги. Значи, нашето е тоа. На товар на домакинствата или на товар на буџетот? Тоа е многу битно прашање. Значи, тука сме на товар на буџетот до онај степен. Тие филтри не се кузне колку скапи, сега не знам, со инфлација и со се што е поскапено и тие се поскапени. Меѓутоа, оние домакинства врз основа, значи, на приходите, значи, да биде, како се вика, скалесто. Тие што може, значи, да се ги дозвола, например, ако е тоа 200 евра, да се ги платат тие 200 евра. За тие што не може да ги платат, државата, градот да ги плати. Значи, тоа е за домакинствата, просто. Добро. Одиме индустрија, па сообраќај. Индустријата за Скопје, еве сега ќе зборам, значи, за Скопје, ако не се донесува одлука да користат газ и да ги примореш, значи усија најлесно и најбрзо, барем за тој дел, не за целиот дел, меѓутоа за голем дел, да користи газ. Они више се тука, значи, до тој користат газ за, не знам, за котланите таму, за затоплување. Значи, нека да им рок, значи, технологијата што треба да ја сменат. Има цементари во светот што работат само на газ. Ситуацијата во Скопје е таква, нема. Се носи одлука и крај. Значи, работиш газ. За другите, сообраќај, 6 години, еве, се поминати, 6 години, значи, година дена прашуваме кога ќе го донесете правилникот за еконалепници. Зборуваме, значи, овој дел од законот што се замени во законот за возила, уште за време кога беше СДСМ на власт, зборуваме таму од 2018-19. Значи, 6 години не е донесен тој правилник, уште не е донесен, без тој правилник не можеш да мрднеш на тоа поле. Значи, еконалепници, нормално, јавниот превоз мора да го средиш, за да имат алтернатива луѓето, и еконалепници и зимски режим на сообраќај. Значи, тие само со зелени налепници да можат да циркулираат кога е загадено и едноставно. Исто прашање за сите три области, краткорочни, среднорочни и долгорочни. Домакинства, индустрија, сообраќај. За домакинствата ние со години исто така бараме дека треба да се дозволи
мокноста за поставување фотоволтаици моментално изнесува 6 киловати. Значи, ако сакаме како земја да имаме енергетска независност, да не бидат граѓаните цело време уценувани од топлификација колку парно ќе плаќаат или да имаат огромни сметки тие што се греат на дрво, можеме да им дозволиме на самите граѓани да се поставуваат неограничено колку сакаат на своите покриви фотоволтаици, за да можат самите да си произведуваат електрична енергија и да можат без никаков проблем да си ги загреваат своите домови. Зборам сега на ниво на година, во зима нели ќе има помало производство, ама со оглед на тоа што сметките ќе им бидат многу помали, тие ќе си имаат можност да не да заштедат многу и да нема толкова загадување. Го напишта Хрватска тој систем веќе. Малку паника е кај тамошните кај хрватите кои ја искористија таа шанса централа на секоја кровче. Па јас ги сменија мрежните правила за откуп на струја и сега е малку хаос. Сакам да кажам во се има ризик. Има ризик, ама ризикот јас многу поголем го гледам во однос на тоа што на индустријата се дозволува на плодно земјиште да се градат сега фотоволтаични централи, да се уништува значи земјата од каде што е обработена површина. Приоритет во однос на индустрија и сообраќај? Индустријата ни бараме со години да се направи, да се објави како прво регистарот со Б интегрирани дозволи. Во Скопје има огромен број на фирми што работат без дозвола, без Б интегрирана дозвола или воопшто не работат со дозвола. Така што ние немаме никаков податок колку всушност загадува индустријата, затоа што голем број на такви индустријски погони не се ни регистрирани. На страна тие што палат кабли, што палат гуми, за да ги вадат металот од нив, и што инспекциите морат поревносно да ги гонат, за да ги фаќаат тие сторители, како што кажа Ѓорги од Струмица, дека милиони евра имале на сметка известни лица кои што се занимавале со таа дејност. Така што, како што спомнав и претходно, индустријата е комплетно дерегулирана и мора особено јаки инспекцијски контроли. Затоа и до градот бараме вработување на 5 нови инспектори во однос на животна средина, кои што ќе имаат и возила, кои што ќе им бидат достапни за да можат редовно да ги извршуваат контролите, особено навечер, затоа што најголемото загадување во Скопје доаѓа кога ќе се стемни. Значи не доаѓа, може да земете пример, не е најголемото загадување у недела кога се сите дома, па да речеме и домакинствата загадуваат, туку навечер, секоја вечер доаѓа загадувањето, кога нема да може никој да гледа што гори во ноќните часови. Тука правиме уште една пауза за реклами, а на крај колку е возможно или колку за се треба и политичка волја и колку ја има или нема, и низ примерот како тоа Лондон го направи преку така наречените зони на ниска емисија. И продолжуваме повторно во истиот стил, значи седница на Совет предлог мерки останавте должни, односно повикав реклами пред да дојдеме кај сообраќајот. Во однос на сообраќајот, Зелен хуман град бара од градот да се направи сеопфатна велосипедска мрежа по налик на автомобилската патна инфраструктура, каде што ќе има густа мрежа на велосипедски патеки, каде што велосипедистите ќе бидат мотивирани и безбедни пред се да можат да возат велосипед. Ако една Холандија, која што е многу посеверна од нас, може толку да има велосипедски сообраќај, Македонија со потопли денови во годината и како може тоа да го... Добро, а со навиката со автомобил на секаде во отсуство на јавен превоз? Ке се демотивира со секоја развивање на велосипедска инфраструктура да се стеснуваат автомобилските ленти и улици со тоа што секое зголемување на автомобилските ленти, секој процент, значи 1% на пример зголемен
зголемени улици, значи зголемен сообраќај. Колку повеќе се мотивира извесен сообраќај, толку повеќе и ќе го има. Така што ова треба да иде паралелно со развивање на добар јавен превоз, но морам да истакнам тука никако да се прави БРТ по стариот план како што беше од претходното раководство, каде што цело средишно зеленило на булеварите треба да се уништи, туку да се направи едноставно десна сообраќајна лента, по примерот на Белград може да се земе, каде што ќе има автобуси и каде што ќе биде дозволено само да се движат. Влегуваме во завршница. Особено во однос на автомобилите, кај нас не може да заживее ништо, нити на лепницата, нити има таа можност, никој не може да се осуди да ја примени пар не пар, наједноставната варијанта беше. Јас ќе го поканиме професорот во друга прилика, ми оставил некаква анализа, го барав истото за Лондон, барав помоши од ChatGPT, но еве од анализата на професорот, волја, закон и пари. Лондон во ова инвестирал 210 милиони фунти, законите се тие познати како зони на мали емисии, тие регулираат стандарди на возила, колку е возилото со полустандард, толку е поголема цената што треба да се плати во тие за да се влезе или да се вози низ тие зони, но се почнало со зона од 1 милион жители за да се заврши на зона од која што сега опфаќа 9 милиони жители. Намалувањето, само да видиме, намалувањето е од 56% во централен Лондон до 47% во внатрешен Лондон. Тука ги има податоците и колку е тоа годишно на PM10 честички и така натаму. Можно ли е нешто слично кај нас? Ако не можеме и овие, бидејќи ова бара пари. Секоја посериозна мерка. Кога зборуваме за Лондон, ама и за други градови во Европа, главно нивното загадување, главниот проблем им е сообраќајот. Тие се движат во такви нивоа на загадување. Ние сме друга категорија. Значи, ние мораме да средиме многу нешта, пак ќе кажам, каде што сообраќајот нас не е дел, ама дел од ова се што е, пошто имаме ние милиони извори што треба да ги средиме. Најлесно е кај нас со налепниците, значи најлесно е. Едноставно, кога оди на технички преглед, така, прегледува, ја добива налепницата и таа, значи ако може да функционира Safe City, може, ако се сака се може да функционира и тоа. Танушев, дали се слушаме? Ме слушам. Да, колку помогне или може да помогне еве и во Скопје и во сите останати градови она што Струмица го почна како развој на нова индикаторски мерни станици, бидејќи забелешките меѓу другите се и дека овие 20 колку стигнаа на број кој што ги има Министерството или не работат или работат, но дека се премалку сепак. Значи, тоа има конкретен ефект кај нас во Струмица. Ние ги поставивме во круг, во еден прстен околу Струмица и центарот на тој круг е официјалната мерна станица, која што некојаш работи, некојаш не. Но, зошто е тоа битно? Затоа што ни даде видливост на тоа колку има емисии на ниски зони во Струмица, на локално ниво, и каде всушност се случува најголемото загадување кое што ги носи најголемите пикови. Од таа индикаторска мрежна станица ние увидовме дека онаму каде што се тие две инсталации со интегрирана еколошка дозола и онаму каде што најчесто се гори отпад заради бакар и тие работи, од таму доаѓа тоа загадување. Не може, значи, например, таму кај што се овие инсталации, пиковите доаѓаат до 800 микрограми на метар кубен PM2,5 честици. Во исто време, на другите делови од градот, тоа е
во рамките на 50 до 150, не повеќе. Значи, тоа е максимално загадување кое природно би доаѓало од домакинствата кои што горат дрва. Но 800 такви пикови, таму е каде што се тие ставени тие инсталации. Што значи дека ние немаме контрол на индустријата. И понатаму се гледа како што таму дува ветерот, зашто ги комбинираме тие податоци со правеци насока на ветер, кои што ги имаме сервис за таа работа, гледаме како тече тоа и се прелива тоа загадување на другиот дел од градот. И ако ние го имаме тој податок, а веќе го имат и полицијата, еве полицијата откри мрежа која што акумулирала 2 милиони евра од што? Од отпад, што го горат на тоа географско подрачје, што значи дека мора да се реагира. И тоа е со паметно инвестирање во средства. Јас им кажав на сите, да, ние може да се целосно електрифицираме или се да биде како што ред за домакинствата. Но се додека имаме ние капацитети кои што горат 1800 тони петрол кокс без филтер, седја. По 30 секунди, во Русија се гори 44.000 тони петрол кокс, според информација од царина. Така да прашање завршно за сите, бидејќи е прашање кое што го поставија неколкумина гледачи и бараат одговорот од вас како и логисти, по 15 секунди сите, дали и колку треба почеток на секоја акција да биде забрана за увоз и горење на отпад? Танушев? Може да повторите, не ме слушам? Дали почеток на секоја акција треба да биде забрана за увоз на отпад за горење? Се додека ние не сме способни да ги контролираме емисиите кај нас, ние не треба да увезуваме отпад, затоа што ние не сме кадарни тоа да го оправдаме. Европа еве праша кај нас колку се рециклира, за да може да знаат колку да ни дадат отпад. Благодарам. Кај нас колку се рециклира. Благодарам, при крај сме. Кој е вашиот став? Вака. 30 секунди, немам. Добро, 30 секунди. Значи, забрането е увоз на отпад за согорување. Значи, такво нешто е забрането. Ако се прави легално е друго. Значи, тоа е забрането. Да го увезеш, да го согориш. Она што е дозволено е увоз на железо. Значи, најголемиот дел на отпад, во категорија отпад што се увезува е железо, Макстил што го користи старо железо. И други фракции има нешто, има стакло што се увезува, што тука се преработува, има нешто пластика, и акумулаторите, старите акумулатори вамо во Табмак, во Пробиштип. Значи тоа и повторно таму, значи тие се рециклираат. Вастав. Едно од барањата на Зелен хуман град се токму тоа забрана на увоз на секаков вид на отпад, освен железо и челик. Кога не можеа да се договорат во собранието како да разговараат меѓу себе, европејците им смисли еден формат Жан Монет диалог, па седна и напиша нов деловник. Како формат да се одбере за да седнете со властите, локалните и централните, еднаш да се договорите? Ако не сакат они, џабе формати смислување. Јас не мислам дека повеќе вреди да се седнува, затоа што ова со години истото трае. Едноставно јавноста ќе ги натера на крај властите да преземат мерки. Танушев, еко-диалог во кој формат? Блиц одговор. Мора тоа да биде јавно пред камери, да се види кој што зборува, само јавно. Тогаш веќе стануваат јасни работите, бидејќи ако нема диалог јавен, ќе имаме диалог на улици. Во януари ние ќе почнеме со протести, нема друго решение. Значи, се што се зборува јавно да биде пред камери. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.